Со 47 гласа за и 25 против, собранието вчера ги донесе измените на законот за акцизи, со кој од 1 јануари ќе се зголеми акцизата за нафта за 3 денари. Ова зголемување предизвика големо внимание, како во јавноста, така и меѓу пратениците. Граѓаните стравуваат дека зголемувањето на нафтата ќе предизвика серија поскапувања. Власта пак очекувано ги брани поскапувањата со уверување дека не се очекува никакво придвижување на цените нагоре. Пратениците од опозицијската ВМРО ДПМНЕ вчера нагласија дека целта на зголемената акциза не е за да се намали загадувањето, туку да се наполни државната каса. Според нив, тоа најмногу ќе влијае на таксистите и на земјоделците. Опозицијата реагира зошто овој закон и неколку други се носат по скратена постапка и без широка дебата. Бевте многу гласни критичари на секоја скратена постапка во Собранието на Република Македонија. Дури во едно време имавте иницијативи за измена на деловникот, за прецизирање на критериумите, еве еден од колегите клима со главата, кој што е подолго и од вас, господине Тунтев, за прецизирање на критериуми кои закони може да дадат поскратена, кои не може, кои може да дадат со европско знаме, кои не може да дадат. Значи принципијална е мојата забелешка. Поскапувањето на акцизата ги подели и земјоделците. Едни сметаат дека секоја дополнителна давачка е товар за производството и бараат преиспитување на одлуката или пак нејзино изземање во делот на аграрот, а други пак сметаат дека поскапувањето на нафтата за 3,5 денари нема да биде голем трошок. Од Министерството за земјоделство се децидни дека зголемувањето на акцизата не треба да ги загрижува земјоделците, зашто со воведувањето на зелената нафта трошоците за производство ќе бидат значително намалени. Според Министерството не треба да се загрижени ниту потрошувачите, зашто како што информираат, зголемувањето на акцизата нема да ги поскапи земјоделските производи произведени на фарма.